Поплочување на тротоарите пред основниот суд, намалување на висината на дел од трговските предпријатија, како и изградба на новиот трговски затворен пазар, се дел од поставените прашања на одржаната седница на Советот од страна на советникот Милевка Ѓоргиева. Дали се планира во блиска иднина да се изврши поплочување на тротоарите пред зградата на основниот суд во Радовиш, бидејќи една таква државна институција сметам дека заслужува поинаков изглед. Од неодамна имам поставено прашање во однос на висината на таксата за фирмарина. Па од тука следува второто мое прашање, дали имат добиено граѓаните одговор, бидејќи имам сознание дека 40 граѓани по список се имат подпишено, доставено барање до вас, градоначалниче, и дали истите имат добиено одговор за висината на фирмарината. И третото прашање, докаде се состојбите со за изградба на новиот пазар или трговски центар во Радовиш, бидејќи гледавме и презентација на проектите, па дали имаме некоја ново настаната состојба? Благодарам. Само една моја сугестија да ви упатам према сите советници, значи вие знаете дека сега се подготвува планот и програмот за наредната година. Тамо каде што имате вие увид, тамо каде што имате забелешка дека дали тротоар или улица или нешто кое што треба да се уреди и да влезе во програмот за урбаничко уредување на нашиот град или на нашата општина, сега да го предложите на комисија да се усвои, да се дајдат одредени средства и да се реализира во наредната година. Пред некој ден имав прилика да разговарам со раководните луѓе од урбанизмот и од комуналното одделение, на кој што состанок се договоривме на моје инсистирање барање сите тротоари во градот секаде каде што е можно да бидат внесени во тој програм. Секако дека тој програм ќе биде на увид пред сите вас и ако евентуално го нема тој простор, вие што го кажавте, значи сугерирајте да се вметне. Околу второто прашање за фирмарините на подредени фирми, знам дека имаше одредени правни лица кои што доваѓа и бара одредени информации. Не знам до каде е постапката, беа преупатени во даначното одделение, веројатно таму се добиле одредена информација повратна која што е била задоволителна за нив, што повратно не се дојдени повторно да барат. Веројатно таму се решени проблемите. И околу покриениот пазар во Радовиш, за кој што, како што знаете, одрживме најтранспарентно една јавна трибина, јавен увид на целокупниот тој проект, така да значи стапивме во контакт со една куќа која што ќе консултантска куќа која што ќе ги покрене сите активности, значи од земјиште до се до склучување на договор. Активно сме во контакт со таа куќа. Последното прашање беше дали да одиме со продажба на тој простор или да одиме со издавање под концесија на 99 години. Значи тука беше одредена дилема, меѓутоа мислам дека ја надминавме, се договоривме да биде на 99 години, бидејќи ако еднаш се продаде тоа земјиште, општината ќе добие еднашка корист. Меѓутоа, ако се издаде под концесии со јавно-приватно партнерство, подолго време ќе имаме сигурен извор на приход, а целта е на општината, значи да обезбеди сигурен извор на приход. Од тие причини, значи во стартот се договоривме на 99 години. Меѓутоа, околу понатамошната постапка, секако дека финалната верзија од проектот ќе биде повторно на увид на сите вас и на сите граѓани, ќе направиме уште една јавна манифестација, јавна презентација на која што ќе бидат поканети сите граѓани и форумски да одлучиме како понатамо да се тргне. Моја заложба е до крајот на мојот мандат да сечеме лента на покриениот пазар, а во исто време да имаме шанса да го отвориме и откриениот зелен пазар кој што ќе биде поставен на Куклевица, значи на местото кое што е одредено со деталниот урбанички план.